Здраво дечки и добродојавте во ова јубилејно 10 видео од овој нов серијал за HTML и CSS. И со ова јубилејно 10 видео за серијалот славиме и јубилеј на нашиот канал, бидејќи истиот надмина 1500 сабскрајбери, така да тоа да речеме некој голем успех. Доколку ви се допаѓа ова што правам и самото видео, значи не заборавајте да кликнете на subscribe копчето и да бидете во текст со сите нови видеа што ги постирам. Исто така, доколку не ви е тешко и доколку ви се свиѓа ова што го правам, значи кликнете и на лайк на самото видео за да ми дадете некоја дополнителна мотивација за уште еднаш, значи, да продолжувам со снимање на овие видеа. Во денешното видео ќе зборуваме малку за бокс моделот во HTML и CSS, односно ќе видиме што се тоа, односно што е тоа падинг и што се маргини во истото. Меѓутоа, пред да започнеме со темата на самото видео, да позборуваме малку за овој вебсайт што го гледате пред вас. Значи, ова е еден демо проект кој што ќе го изработиме заедно со вас. Веднаш откако ќе поминеме сите потребни работи, значи откако ќе поминеме и ќе се запознаеме со потребните работи за изработка на истото, значи тоа би било прилика за неколку видео од сега, не знам, можеби ќе биде 3, можеби 5, не сум сигурен, така да 5 видеа од сега па натаму ќе почнеме со изработка на овој практичен демо проект. Како што гледате, изгледа доста интересно. Има интересен горе хедер, кој што се менува кога ќе скролнеме, има неколку секции, имате една со интересно копче, позадина некоја, имате about us секција, тука некоја слика, имате тука некоја група од замислени проекти и така натаму. Кога кликнете на секоја од овие линкови, ве носи до соодветната секција и така натаму. Значи, овој вебсайт е првиот демо проект кој што ќе го работиме заедно со вас за неколку видеа од сега. Па да започнеме со денешната содржина. Значи, ова нема да ни треба за сега. Да го отвориме нашиот код едитор, да го намалиме нашиот прозорец и да видиме што имаме. Да го избришеме целиот CSS, бидејќи нема да ни треба, и ајде малку да го измениме овде HTML, значи да го направиме како што мислам дека треба за полесно да работиме со истиот. Хајде ќе користиме div, во нашиот случај ќе направам им 3, 1, 2, 3 дива, на средниот ќе му дадам и класа, клас, не знам, style се вика, значи гледате имам 3 дива со некој текст, друго мислам дека нема да треба променам ништо тука. Исто така да го селектираме body, значи целиот наш вебсайт, да му дадеме background color, нека грба речеме зелен боја. Значи мислам што да направам за полесно да ви објаснам овие работи. Може да со div да ги селектираме сите div тагови, да им дадеме посрединска боја background color, нека има black. Океј, значи не ставаме црни и color. За боја ќе ставиме една интересна што има на демо проектот, FF0157 треба да е. Мислим дека ова е доволен сетап. И ајде ќе попромениме и нашата style класа. Background color ќе ставиме да има бела. Background color white нова. И значи цело време кога ќе работиме со ова, значи ќе ја менуваме ова класова средното за да ги видиме соодветните разлики. Па рековме најпрвен ќе спомнеме за нешто што се вика падинг. И рековме ќе работиме со ова средно div овде што го имаме, значи тој среден div се разликува од останатите што има ова style класа, и значи кога ќе ја менуваме, ќе се менува само тоа што ни е во средина. Ајде да започнеме. Рековме најпрвен дека ќе зборуваме за нешто што се вика падинг. Доколку пишеме падинг во нашиот CSS файл, ќе видиме дека после двете точки Visual Studio Code ни дава некои сугестии за вредности. Гледате, имате проценти,
CH за характери, CM за центиметри, EM за ова ќе зборуваме во некој едно видео за FR исто така, IN за инчи, милиметри за рем исто така, значи за сите овие други работи, значи ова в W ви е самиот прозорец, view width и view height и се овие двете, рем исто така зборуваме во друго видео. За ова видео битно е да знаете ќе работиме со X, односно пиксели. Па да видиме што ќе се случи доколку ставиме 20 пиксели, значи пише 20 пиксели овдека. Немам стиснато save, да видиме која промена ќе се случи кога ќе стиснам save. Кликам save и ќе гледате нешто ми се промени. Што ни се промени, како што гледате, е тоа дека ни се додаде некој дополнителен простор од внатрешната страна на нашиот елемент. Значи од границата, од овдека, значи каде што почна белото до самото С, како што гледате на горните нема, значи пред црното и помеѓу С-то нема. Од тука до тука имам текст, не текст, простор, од исто така од горната граница до тука до текстот. Од десната страна не може да видиме, бидејќи овој div не е блок елемент и тоа ни го зафаќа целата ширина на нашата веб страница. Исто така од долната страна имаме простор и од левата страна веќе значи споменам. Од сите страни не е додадено по 20 пиксели простор, меѓутоа од внатрешната страна. Значи тоа е многу битно. Падинг не е додавање на простор од внатрешната страна на нашиот елемент. Разликата со маргин, повторно ги имаме истите вредности понудени овдека, докато повторно пише 20 пиксели, да видим што ќе се случи сега. Како што гледаме, разликата е што сега ни се додаде повторно простор, меѓутоа тоа е од надвршната страна. Од границата овдека на лево, од границата горе, од границата десно и од границата долу. Како што гледате, од сите страни, значи измеѓу елементи, како што гледате има простор, претходно само со падингот, како што гледав, нема простор помеѓу двата елементи. Кога додадовме маргин, имаме простор и измеѓу самите елементи. Значи од надворешната страна на нашиот елемент, од сега да ни се додаде некој простор. Значи битно да запамтите од ова до сега е дека падинг ни е простор од внатрешната страна на елементот, а маргин ни е простор од надворешната страна на елементот. Се извинувам. Да видиме што друго. Значи видовме, ќе избришеме маргината и ќе видовме дека со ова овдека, значи со додавување на една вредност за падинг или за маргина, се додавуваше истата вредност за од сите страни. Меѓутоа, освен една вредност, падинг и маргини, некои други работи, значи може да примаат и 2, 3 или 4 вредности. Па да видиме што ќе се случи доколку дадеме овдека две вредности, да речеме во овој случај ќе речеме дупло поголема, 40 пиксели и да зачуваме. Како што гледате, стана поголемо за полесно да го воочите и како што гледате сега, значи промени имаме само од левата и од десната страна за 100 пиксели, а 20 пиксели не останаа за горе и за долу. Докато ова го зголемиме, како што гледате, имаме многу повеќе простор од горната страна од лево и од десно. Значи ова првата вредност, да го намалиме ова на 10, за полесно да го видите, нека видите стотка. Првата вредност ни се однесува за горе-долу, значи ова првата вредност ни е top and bottom, значи горе-долу, а втората вредност ни е растојанието од левата и од десната страна. Реков од десната страна, значи со ова нема да може да го приметиме, бидејќи целиот елемент, бидејќи div ни е блок елемент и не зафаќа целата ширина на нашата веб страница, меѓутоа доколку ова го замениме со margin, ставиме овдека margin, и ни биде многу полесно уочливо. И што гледате сега од лево и од десно, од надвршната страна, како што гледате, белото овдека ни е пократко, значи има по 10 пиксели, ако ова го зголемиме да речеме на 50, како што гледате има 50 пиксели тука, а од горе и од долу имаме по 100 пиксели. Значи првата бројка ни е за горе-долу, втората бројка ни е за лево-десно. Ајде повторно да се вратиме на падинг. Со падинг, значи сега имаме уште еднаш по 10 пиксели од лево и од десно не го гледаме,
и одгоре и одолу по 100 пиксели. Да видиме што ќе се случи со третата бројка. Да речеме сакаме да имаме 50 пиксели за третата вредност. Што ни се случи сега? Првата вредност ни е за горе, втората вредност ни е за лево и за десно, а третата вредност ни е за долу. Докато ова го зголеми на 500 пиксели, како што гледате најголемо растојание имаме од долната страна, значи имаме горе, средната вредност ни е за лево и од десно, значи заедничка вредност, а последната ми е за долу. Ајде да го видиме ова со маргини. Ставиме 500 пиксели и како што гледате полесно се вовчува со маргините. Од горе имаме некој средно ниво на растојание, што би било, значи 50-ката најмала, средната е 100-ката, 500-ката е најголема. Значи имаме за 100-ката вредност, од горе имаме 100, за лево и за десно имаме по 50 пиксели, како што гледате еднакво растојанието, значи средното ни е за лево и за десно, и од долната страна имаме најголемо растојание, односно 500 пиксели. Значи уште еднаш, ова ни е за горе, втората вредност ни е за лево и за десно, заедничка вредност, а третата вредност ни е за од долната страна. Повторно да го коментираме ова, да го вратиме падингот и да видиме, да намалиме ова бројка, да биде 200. И да видиме што ќе се случи доколку ставиме и овдека и четврта вредност, ќе видите 500 сега. Се малку е, може би премногу, 400, да, сега е окей. Значи со 4 бројки ги имаме сите страни поединечно, почнувајќи од горе и одејќи спрема стрелките од часовникот. Значи горе, десно, долу, лево. Значи тоа било 100 пиксели за од горната страна, од десно би имале 10 пиксели, како што гледате најмало растојание од десната страна, потоа имаме од долу 200 пиксели и најмногу растојание имаме од левата страна. Значи горе, десно, долу, лево. Не знам за ова дали реков десно или реков лево, меѓутоа е од десно, значи од оваа страна. Значи спрема стрелките од часовникот почнувајќи од 12, значи 100-ката е за горе, потоа имаме 10 десно, долу имаме 200 и 400 имаме за од левата страна. Значи докато исти бројки ги копираме и за долу за маргини, и го видиме дека истите резултати ни важат тука. Значи имаме повторно 100 пиксели од горе растојание, 10 пиксели имаме од десно растојание и од долу имаме 200 и од левата страна имаме 400 пиксели растојание. Да го тргнеме и ова и да видиме нешто друго. Што би се случи ако ставиме 20 пиксели нека има падинг, додиме inspect element. Се мислам дали за ова да зборувам во ова видео или да зборувам во некој наредно. Меѓутоа, ајде да го скратиме ова видео до тука, па ќе направам продолжеток уште едно на ова видео веднаш после ова, бидејќи мислам дека малку предолго станува, не пишува колку време трае видеото. Океј дечки, ова видео го прекинуваме тука. Се надевам дека ви се разјасни што е падинг, а што е маргина. Уште еднаш доколку ви се свиѓа ова што го правам, значи не забравяйте да кликнете на subscribe за да бидете во текст со секој ново видео и доколку ви се свиѓа, значи кликнете на лайк копчето, оставете некој коментар, па се гледаме во наредното видео. Поздрав!